Јас ќе почнам во интерес на вашето време. Добар ден, добре дојдовте на заедничкиот настан на двете здруженија, Првата детска амбасада во Светот Медјаши и Центарот за рамноправно родителство децата пред се. Ви благодарам за интересот, ви благодарам за трпеливоста, додека ги решиме техничките работи. Денешниот настан го организираме со цел да се актуализира проблемот со кој голем број деца се среќаваат при бракоразводни постапки на нивните родители и воедно сакаме да ја посетиме јавноста на иницијативата за законски измени за реализација на заедничко родителство по развод, за синдромот на отуѓено дете по бракоразводна постапка и дојавите на Ало Бушавко, телефонот за деца и млади при Медјаши. На денешниот настан во исто време ќе биде подпишан и еден меморандум за соработка помеѓу двете организации со цел коорганизирано и подсистемско лобирање и решавање на овие проблеми. Денеска со нас имаме неколку говорници. Поведниот збор ќе го дадам на примариус доктор Славица Гајдади Снежевич. Повелете, Славица. Момент. Мора да... Добар ден и од мене. Драго ми е што денеска сме тука сите за да некако ја финишираме иницијативата која што трае веќе неколку години, која што денеска добива една значајна и поорганизирана форма. И пред да кажам неколку збора врзано за тоа зошто е ова иницијатива, односно зошто е ова многу важно и зошто е важно да разговараме за заедничко или како ние викаме заедничко и функционално родителство. Јас би сакала да ве потсетам на неколку важни моменти кои што се поврзани со бракот и кои што се поврзани со децата. Прво ќе кажам дека бракот или брачната заедница и семејството се два понекогаш паралелни процеса, меѓутоа не се истоветни. Кога партнерите влегуваат во брак и кога формираат брачна заедница, тие се во улога на брачни партнери. Од момент кога ќе се родат децата, тие стануваат и родители. И тоа се две благородни улоги, меѓутоа улоги кои што многу често возрастните, односно брачните партнери ги мешаат помеѓу себе. Зошто е тоа важно и кога станува можеби најзначајно и највидливо, тоа е кога ќе дојде до момент на одлука за развод и кога разводот ќе се случи. Разводот се случува само помеѓу брачните партнери. Не може да се случи помеѓу родителите. Родителската улога е доживотна улога. Родителите остануваат и дури и во ситуација да физички ги нема родителите, тие остануваат родители на своите деца. И оваа важна порака е важна не само за самите родители, туку е важна и за сите други институции кои што се бават со проблемите на децата во текот на разводот и постразводот. За нас, а јас како стручно лице и психијатар и психотерапевт, кога ќе се случи разводот, најважно е да ги заштитиме децата. И велиме дека децата пред се и некако и името кое што го дадоа на новото здружение е многу символично. Навистина ние имаме обврска да прво се грижиме за децата. Меѓутоа во таа грижа за децата мораме да знаеме дека родителите, освен што физички ги згрижуваат своите деца, мора да обезбедат и услови за нивна емоционална, ментална и емоционална благосостојба. Тоа значи дека децата кои што ќе се најдат во процес на развод на бракот на нивните родители, јас често ова го потсетувам, значи не развод на родителите, туку бракот на нивните родители, имаат потреба од стабилност, имаат потреба од сигурност, имаат потреба од што помалку промени. Со други зборови, целиот оној ритам на живење кој што постоел пред разводот, партнерите имаат обврска просто како што велам јас да се надраснат себе си за да во таа една прилично сложена и тешка процедура на разводот, и разводот никогаш не е лесен и тоа е еден болен процес, да се исто себе бават, меѓутоа пред се да се бават со потребите на децата. Децата се сретнуваат со голем број на губитоци
И ако ние сакаме да им помогнеме, ние велиме дека само оние промени кои што се неопходни треба да се случат, а во тоа родителите имаат обврска да им помогнат. Тоа би значило дека родителите имаат право и имаат и обврска да се грижат за детето на едно рамниште еднакво, заеднички. И од тука произлегува идејата дека заедничкото родителство значи споделено родителство, значи нешто што родителите и временски и со лично вложување, па ако сакате и материјално ќе се грижат на ист начин, со еднакво ќе се грижат за своите деца. За жал, тоа во висок процент не е случај. Некои статистики зборуваат дека во однос на заедничка одлука и спогодбена одлука за брак, процентот не е поголем од 1/4 од разводите. А договорната приказна околу грижата за децата не е поголема од 10%. Тоа значи дека во ние 90% ние како институции, односно ние како стручни лица мораме да помогнеме. Заради тоа што ако луѓето знаеле и умееле да се договорат, немало да има потреба од вклучувањето на институциите. За жал, она што често го гледаме, тоа е дека постразводно односот помеѓу партнерите се пренесува и на односот кон децата. Со други зборови, обично родителот кој што е во сегашните услови старател на децата, ги добива апсолутно повисоките права врз детето и во однос на времето, и во однос на одлуките кои што ќе ги донесува, за разлика од оној родител кој што не е, ние го викаме резиденцијален родител или родител кој што не живее со детето, и често пати тој однос на незадоволство, на љутина, па дури и да кажам омраза кон партнерот се пренесува и на детето. Децата стануваат практично жртви на партнерскиот однос, на она што се случувало, иако они немаат никаква врска, нити со партнерството, па ниту со бракот на своите родители. Така да она што често го гледаме, тоа е индоктринацијата на децата, она што често го гледаме, тоа е инструментализацијата на децата, она што често го гледаме е едното дете да биде фаворизирано на сметка на другото дете, обично она дете кој ќе се препознае дека има повеќе карактеристики на партнерот од кој што се случило разводот, станува дете кое што се дисквалификува, кое што се маргинализира, а она другото станува дете кое што повеќе се фаворизира. И веројатно е важно да знаеме дека децата за среќа имаат и своји резилиенци, како викаме, имаат и своји снаги, меѓутоа поминуваат низ еден многу сложен и низ еден, би рекле, многу тежок процес. И она што ние го знаеме, тоа е дека децата најчесто ќе се поларизираат. Дел од нив ќе станат деца кои што се внимателни, кои што ги следат потребите на родителите на сметка на личните потреби, деца кои што ќе се доведат во ситуација да бидат мирни, тивки, послушни деца, или пак ќе отидат во друга крајност, па ќе бидат деца гласни, љути, агресивни, немирни, деца кои што тешко се држат под контрола. Во секој случај, ако не им се помогне на децата, ние знаеме дека се можни и времени или трајни состојби кои ќе се јават токму заради тоа што возрастните не успеваат да се посветат на она што е важно, а тоа е нивната родителска улога, која што, како што реков, е доживотна и трајна. Според нашите сознанија, предучилишните деца и децата во адолесценција се под највисок ризик. И тие, веројатно заради најголемиот број на развојни очекувања, односно развојни потреби, не успеваат да и на овие неразвојни ситуации кои што им се јавуваат и за кои што апсолутно ниту се одговорни, ниту ги посакуваат да одговорат.
И децата одговараат на различен начин. Ако е тоа мало дете, ако е предучилишна возраст, тогаш често пати ќе гледаме деца кои што или стануваат емоционално, значи на две нивоа, или емоционално или како викаме бихевирално ќе се појават тешкоти, така да стануваат плачливи, стануваат раздразливи, стануваат понекогаш премногу послушни или непослушни, може да се јават ноќни мори, може да се јават други видови на стравови, заради тоа што ни ги загрижува целата ситуација во која што се наоѓаат они, па и родителите со кои што комуницираат. И како иде возраста, може да се појавуваат различни други проблеми, например адолесцентниот период е и сам по себе предизвик развоен и за детето и за семејството, а особено деца кои што се наоѓаат во ситуација на неусогласени родителски ставови, на еден родител кој што е премногу присутен над другиот родител кој што го нема или е отсутен не по своја волја, затоа заради тоа што така е одлучено или заради тоа што имаме манипулативен родител кој што ги користи сите можности, старателот родител да не дозволи видување на своите деца, не успевајќи да види дека сето тоа е на штета на децата, а не казнувањето на оној другиот родител со посетите што не ги одржува. И она што е нашата тенденција, ние би сакале да им помогнеме на родителите да уместо да станат конкуренти, да станат соработници, да почнат да соработуваат, да видат дека тоа што знаете, родителите, односно возрастните, немаат обврска да се сакаат. Тоа е една од убавите димензии на заедничкото живење, но имаат обврска да се почитуваат. Да се почитуваат како родители, да ги почитуваат сите оние одлуки кои што или заедно ќе ги донесат или кои што другиот родител ги донесува. Јас, поздравувајќи ја целата оваа иницијатива и денешниот убав ден, еве и сонцето не поздравува, би сакала да кажам дека верувам дека и институциите ќе ја увидат важноста од промените кои што во овој момент иако мислам дека веројатно со многу размисла и со долготрајната пракса ги донесуваат дека времето не сме да се брои во сати и да биде диспропорционално на начин да едниот родител има право на 90% од времето на детето, а другиот родител на 10 или на 15% изгора да биде благодарен што и толку време му е дозволено да го поминува, особено ако имаме работа со родители кои што немаат други потешкоти и затоа со предлог законот се изземени сите оние други ситуации кои што можат да им наштетат на децата во комуникацијата со еден од родителите. Доаѓајќи од една институција која што долги низ години ја гради традицијата на работа со семејствата и родителите и родителските парови кои што се во развод на бракот и постразводно, Институтот Алтернатива, ние остануваме отворени за соработка и понатаму и се надевам дека ова е само добар почеток на едни цврсти темели за промени кои што се неопходни за доброто на децата, нели децата ни се пред се. Благодарам. Благодарам. Благодарам, доктор Ведат Нежевич. Убаво не фокусиравте дека во фокусот треба да бидат децата. Сега би ми дала збор на Маури Баровски, председател на Децата пред се, на Центарот за рамноправно родителство. Благодарам. Морам да кажам дека откако го формиравме нашето здружение во јануари оваа година, ова е најбитниот дел на формирањето. Иако ние не сме нови сите во целата оваа работа, здружението е ново. Го формиравме во јануари со цел да продолжиме таму каде што застанавме. Односно, иако оваа борба треба 2015 година, се уште нашите цели не се постигнати, се уште законски измени не се донесени. И поради тоа пристапивме кон формирање на здружението. Зашто е ова голем ден? Затоа што конечно ја официализираме соработката со нашиот долгогодишен и природен партнер, тоа е Мегеши.
Зашто е природен партнер? Затоа што и ова што ние го бараме, а и фокусот на нивната работа воопшто е се децата. Овие измени што ние ги бараме се пред се во интерес на децата и морам да нагласам дека иако ние како засегнати родители сме посветени на оваа проблематика долги години, всушност ова го правиме за нашите деца, ова го правиме за да не ги гледаме више нашите деца како патат, а и за сите следни генерации деца, кои што ќе имаат таа несреќа родителите да им се разведат, едноставно таа ситуација во која што се наоѓаат да им се олесни, а не да им се отежнува како што е до сега ситуацијата. Она што сакам да го нагласам е дека овој меморандум за соработка е битен затоа што за разлика од досега каде што соработката со меѓаше се одвиваше пред се со усмени договори, ако да речем ние сме многу благодарни на таков тип на соработка и тој тип на соработка практично ја постави нашата иницијатива на темели и ни помогна многу во организација на сите тие настани кои што нели го се случува претходните години. Ова е прв пат да имаме официјален меморандум за соработка каде што точно ги определуваме заедничките цели и заедничките активности кои што треба да донесат до постигнување на тие цели. Сакам во моето излагање да се осврнам на тоа кои се нашите цели, што сакам да постигнеме. Кои се законските измени за кои што ние се залагаме. Тука сакам да повторам дека нашето сега здружение претходна иницијатива со собствени сили подготви предлог законски измени во Законот за семејство кој што е посветено на овие проблеми. Меѓутоа да пречекор понатаму за да тие законски измени функционираат. Подготвивме и правилник за изработка на родителски планови за правилник за видување, документ кој што Центри за социјална работа сите овие децени го немаат. И правилник за определување и пресметка на алиментација во согласност на принципите на заедничко родителство, односно тоа е да речеме документ кој што судовите го немаат сите овие децени. Значи бих сакал да се осврнам на неколку точки кои што се многу битни во овие наши заложби. Првата и основна точка е да се престане со пракса на доверување на детето на чување и воспитување на еден родител откако родителите се разведат. Ова е изворот на сите проблеми, ова е изворот на сегрегацијата на родителите и ова е изворот на патење на децата. Наместо тоа предлагаме да во сите тие ситуации кога двајцата родители сакаат, можат и се подобни, да ги гледаат децата заедно и покрај тоа што се разделени, тоа да се овозможи и тоа да биде прва понуда, прва работа која што ќе биде понудена од страна на институциите доколку родителите дојдат да се договараат пред институција. Тоа принципите на гледање тогаш се префрлаат, значи да бидат според овој правилник што ние го предлагаме, што во принцип значи дека детето колку што е помало, да, поради природни причини треба да биде повеќе со мајката, меѓутоа како детето расте, времето да се израмнува и таму некаде на предшколска возраст да дојдеме до ситуација каде што родителите ги поминуваат еднакво или приближно еднакво време со децата. Од овој принцип би требало да се отстапи само кога, како што кажа, едниот родител не сака од било кои причини, не може, например, ево странство или едноставно има работни обврски и така натаму, или не е подобен, што би подразбирало дека тука имаме неколку ситуации наброени, како луѓе осудени за семено наследство, зависници, луѓе кои имаат такви душевни болести кои што ги спречува да се грижат за децата и така натаму. Значи, со усвојување на овој принцип на недоверување на децата, односно на децата да си останат под грижа и воспитување на двајцата родители, повлекува и неколку други промени. Пред се треба да се реши проблемот со алиментација. Сите од многу страни знаеме, тоа више е проблем дека сегашниот систем на пресметка и наплата на алиментација не функционира. Алиментацијата се определува според заработка на родителот кој што треба да ја плаќа. Не се взима во предвид од реалните потреби на децата, не се взима предвид колку и другиот родител заработува, не се взима во предвид колку родителите поминуваат време со децата, пошто и времето со децата поминување исто така трошок, не само задоволство. Сите овие работи ние ги земавме во предвид кога го спремивме нашиот правилник за алиментација. Тоа не се работи, значи, за изискување топла вода, тоа се принципи кои што се применуваат во многу други земји и во земји во кои што имаат заедничкото родителство како законска основа, меѓутоа и земји кои што го немаат, како например Хрватска, која што многу ни помогна со нивната таблица за трошоци, која што во нашиот правилник е основа за пресметување на алиментација. Други проблеми што
Сакам да ги избегнеме. Тука морам да го нагласам на проблем кој што многу често се во последно време, тоа е носење на деца во странство, односно оцелување децата во странство заедно со родителот кој што се доверени. Со тоа децата трајно се отуѓуваат од другиот родител и во многу ситуации трајно им се прекинува порано, значи врската со Македонија. Во сегашната ситуација, доколку едниот родител не се согласува за детето да се оцели, Центарот за социјална работа ја донесува таа одлука и таа одлука на огромно запропстување најчесто е позитивна, односно кој сака родител, примерен родител кој што има дете, може да си го однесе детето во странство да реши да се оцели. Наместо тоа ние предлагаме да деца до 14 годишна возраст може да се изнесуваат во странство на период до 30 дена, без согласност со другиот родител, што подразбира дека да можат родителите да си ги носат децата на одмор, на подолги посети во странство и така натаму, меѓутоа да не може да ги оцелат без согласност на другиот родител до 14 годишна возраст. Значи децата да го поминат образовниот систем тука, да ја задржат врската со Македонија и да престане државата на овој начин практично да ја поттикнува белата чума. Ова се главните работи кои што сакаме да ги постигнеме. Тука има и да речеме некои други барања кои што се потребни за да целиот овој концепт функционира. Пред се тука би ги спомнал оној што ние ги нарекуваме земјни извршители, тоа се случно земјни агенции, служби кои што работат на пријава по непостапување на решењето за Центар за социјална работа, имаат ингеренција да изрекуваат дури и казни. Тоа го гледаме во сите земји каде што, да речем, системот за социјална работа е развиен, кој што не ги почитува решењата се случува со сериозни парични казни, а во најекстремните случаи и со затвор. И тоа е потребно затоа што и во сегашната ситуација имаме дури кога се решењата лоши, едниот родител го одбива да ги почитува, нема никакви санкции за него. И уште една битна работа која што ви ја спомнал е санкционирање на лажните пријави за насилство, педофилија и други злоупотреби на децата. За жал, ова влегува во мода, тоа е најелегантен начин како да преку системот другиот родител го отстраниш на подолго време од детето. Доколку има таква пријава, родителот во сегашната ситуација се ограничува на гледање по саат, 2-3 во месецот, и тоа во канцелариите на Центри за социјална работа не може да го изнесеш детето никаде. Меѓутоа постапката за да се докаже дали имало и такво или немало такво нешто е предолга, трае година, 2-3. Значи, кога децата ги се гледате по 1-2 сати месечно во рок од 2 години, тоа природно доведува до отуѓување на детето. При што тој што пријавил, ако се испостави дека лажна пријавата, нема никакви санкции. Практично товарот на лажната пријава паѓа врз пријавениот и паѓа врз државата. Тоа е исто работа која што ние настојуваме да се промени, односно нашиот предлог е дека секоја лажна пријава за насилство, педофилија и така натаму да биде основа за одземање дури на родителско право. Што пати сум кажал, сега може би екстрено, меѓутоа екстремни се и последиците од лажните пријави. Ова се, значи, на кратко нашите заложби, кои што се надеваме дека сега во наредниот период конечно ќе ги оствариме. Би спомнал тука дека во изминатиот период 2018-2019 година има јавни расправи во парламент на овие теми. За жал не резултираа со никакви промени, меѓутоа да речеме веќе до некаде гледаме подготвеност и кај политичките чинители да разговараат на оваа тема и се надеваме дека во скоро време повторно во парламентот ќе се дискутираат овие измени кои што се веќе насушна потреба за општеството. Значи веќе расте бројот на разводи, расте бројот на засегнати деца. Според нашите пресметки има некаде во моментот околу 15 до 20.000 засегнати деца од сегашниот нефункционален закон за семејство, што е катастрофа, земајќи во предвид дека голем дел од младите генерации непотребно ќе се соочат со проблем, иако имаат двајца родители кои што сакаат, можат и се подобни да ги одгледуваат. Тука би застанал и би се заблагодарил на следењето. Благодарам и јас, Наум, за излагањето. Добар вовете во говорот на следниот наш говорник, да би се драги Zmijarov, председател и основач на Првата бивша амбасада во Светот Милјаши, кој што ќе даде осврт на синдромот на осуѓено дете. Голем предизвик е да ги застапуваш децата кои се во состојба кога нивните родители се разведуваат и од нефункционална брачна заедница треба да стигнат до функционално одговорно родителство, без при тоа да го растегнуваат детето, да го стават во пресметката која се случува, иако законот за семејство дозволува
родителите да се договорат за еднакво родителство и пораствање. Многу често еден од родителите поради многу причини го попречува правото на квалитетна комуникација, нега грижа, воспитување на вториот родител. Секако тука има и доста соучесност на самата држава преку центрите социјална работа кои донесуваат решенија непопуларни, исто така и родителите кои не можат да сватат дека на детето му се потребни два родители и дека детето не прави разлика на примарен и секундарен прв и втор родител, туку сака да има квалитетна комуникација со двата родители во нивните домови и двата дома ги доживува како свој. И домот на тато, и домот на мама, и целото пошироко семејство на тато и на мама. Ова е многу сериозен предизвик, не само поради зголемениот број на разводи, туку и на тоа дека родителите треба да сватат дека ако се соучесници во намерно системско одобивање на детето на вториот родител, го повредуваат детето. Значи не го повредуваат само партнерот поранеше или вториот родител, зашто возрастните ќе можат да се снајдат, иако им е тешко во оваа ситуација. Како, из какви се травми ако минува детето, тоа е проблем со кој се среќаваат и нашите СОС оператори на линијата Ало Буша по телефона за деца и млади. Самото тоа што последниве 5 години е на прво место најголем број на дојави на родители, старатели, блиски до детето кои патат што не може да си има квалитетна комуникација со вториот родител, говори на тоа дека имаме сериозни предизвици, не само да менуваме законската рамка, туку и свеста на одговорно родителство и пораствање. Знам дека е многу тешко од нарушени брачни, нефункционални партнерски односи да стапите во функционални родителски обврски, но кога ќе работите со родителите пред стапување во браки по минување на брачната заедница во ваков тип на комуникација со децата на родителски обврски, има тука многу работа за центрите социјална работа. Да им објасните кога се договара да се разделат кои се нивните родителски права и обврски, но кои се и правата и потребите на детето. Ако им е фокус само на родителите, нема да ја постигнеме целта. Ако ги фокусираме кон децата, имаме шанси. Се ближи наскоро денот, ако не се лажам, 25 април, ден на отоѓување на детето. Ние силно го кренавме гласот пред собрание, се сеќавам, многу родители изразија гнев и револ, што би рекол се хендикепирани, што не можат временски да остварат квалитетно видување со детето, но повторно ќе кажам да не заборавиме дека кога го отоѓуваме детето од едниот родител, ја отоѓуваме целата семејна заедница на родител. Така да патат сите, не само детето. И голем ни е овој предизвик, како што нагласи Наум од 2015 година ја водиме битката. Иако имавме обструкции во собрание, јас морам да кажам дека оваа иницијатива е благородна и за двата родители, и за семејствата на пошироката заедница на двата родители. Се што се споделува, што се помага заеднички, во правилен раст и развој на детето е многу подобро, отколку да падне товарот на било кој од двата родители. Колку и да е едниот родител моќен, силен, не само психички и економски, на детето му треба љубов од двата родители. Ако ја испуштиме таа можност, може би детето кој ќе порасне и да ги осудува родителите за нивната нефункционална родителска обврска, кога ќе се разделат, а не оставуваат квалитетна комуникација со детето. Толку од мене, малку се разпреважив, ама не погодува тоа што се случува континуирана неправда кон децата од страна на институциите на системот. Благодарам. Сега ќе ја поканам и Клементина Добревска, како координаторка на Ало Буша по телефонот за деца и млади при Медјаши, да се осврне на тоа кои се права се прекршени во ваквите случаи.
Благодарам, Јорданка. Како координатор на овој workshop и како личност која што е директно вклучена во комуникацијата со дојавувачите, се чувствувам со тежината на проблемите со кои што се соочуваат, особено кога станува збор за случаи во кои што децата се наоѓаат во средина помеѓу конфликтот на родителите, кои што таа војна која што ја водат преку институциите. Како што објавивме неодамна на нашата пресконференција за годишниот извештај на Лобучавко, продолжува трендот на пријавување на проблеми со прекршување на правото на контакт или средби на децата со родителот кој што не има старател, а со тој се прави непочитување на решението од Центарот за социјални работи. Тоа прекршување на правото на детето за видување на двајцата родители повторно котира на прво место во последните 5-6 години, како што кажа и Драги. Истото можам да го спорувам до овој момент и за оваа година, дека најголем дел од дојавите кои што ги добиваме се токму за овие права на децата, што навистина ме растревожува и навистина е многу тешко да бидете од другата страна на слушалката и да слушате како децата се наоѓаат во средина и не знаат на кој родител повеќе да му се насочат, затоа што двете страни имаат подеднакво исти критериуми. Некогаш ми доаѓа да кажам дека и родители го користат тоа право за да изманипулираат и за да добијат поен плюс, меѓутоа навистина тоа е страшно и навистина се надевам дека цела оваа соработка ќе донесе да имаме еден позитивен фидбек во однос на тоа децата да добијат повеќе внимание од двајцата родители, без да имаат некои позадински последици. Тоа е оно што ме загрижува како организација, дека проблемот е тука. Меѓутоа, потребно е да се работи на окрупнување на родителите или барем на еден од родителите гласно да говори за тоа дека неговото дете има право, му е прекршено правото да се биде за никој да оствари квалитетна комуникација. Токму затоа и во таа насока со председателот на Удруженијето на децата пред се, ние имаме повеќе годишна соработка во однос на консултација за случаи од ваков карактер, кои што ги добиваме на нашата линија, така што навистина ми е драго што сега веќе и официјално се формализира нашата соработка. Благодарам на сите говорници. Сега повелете вие ваш редот за прашање. Јас имам прашање кој го стигам говорници. Прво би сакала да ја прашам почитуваната психијатар, односно тоа дека ги спомната последиците во психичкото здравје на децата, како поларизација на децата, осуденост, нивна инструментализација во однос на заштита на интересот на еден привилегиран, да кажем, родител. Тоа се последици што се случуваат поразводот, но дали смятате дека постојат нефункционални семејства и нефункционални бракови кои што и понатаму обстојуваат, но само поради тоа што